civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во овој момент имаме една состојба каде што политичката сцена е киднапирана или затворена за посебно избрани политички актери кои им е дозволено или се аминувани да бидат на таа сцена. Сите други кои не сме аминувани или не ни е дозволено да бидеме на таа сцена, сме оставени да кружиме околу сцената и да не покажеме дали сме подобри или полоши актери од постоечките кои ги учествуваат во епизодите нели од современата македонска како да ја наречам серија, политичка серија или демократизација. Големите партии или оние кои се присутни на сцената имаат специјални методи како да не задржат надвор од таа сцена, а ние употребуваме специјални методи како да се појавиме на таа сцена. Еден од тие методи беа реформите во ВМРО ДПМН, нешто што беше битка за интерпартиска сцена, а сега е македонски концепт, нешто што е битка за државна сцена. Појавување на политичка сцена која станува збор за свевкупната државна политика. Они кои ме напаѓаат се нови ВМРО-вци, они не знаат дека јас сум претрпел тешки трауми од СДСМ и тешки напади врз мене. Јас сум го преживел најтешкиот период на двата бранковизми. Јас бев силен опозиционер 90-тите години, кој рушевме Бранко и таа транзициона мафија, приватизациона мафија 90-тите години. Јас во тој период буквално се откажав од како да кажам привилегии кои ги дава младоста за да се вградам во битката за промени 98 година. После тоа останав опозиционер 2002 година кога Бранко се врати со желба да се одмаздува на ВМРО-вците кои го стигнале на власт 98 година. И тоа се сеќавате на силниот министер Хари Костов за внатрешни работи, се сеќавате на оние отпуштања од работа масовни јадници на ВМРО-вци и пресметка со непожелните ВМРО-вци, при што бев испуштен од работно место, го изгубив работното место. Така да, многумина кои мене ме напаѓаат за тоа дека јас не знам што е опозиција, не, они не знаат што е опозиција, јас многу добро знам што е опозиција и многу добро знам што е да се руши една тоталитарна власт. Поради мојот карактер да ги рушам тоталитарните влади во државата, оние двете на Бранко, но исто така многу малку знаат дека јас се најдов во судир со господинот Ѓорѓиевски уште 99 година, после изборите за господинот Трајковски, кога моето ВМРО ДПМН тогашно ги напушти принципите на еден дел од нашата програмска определба и зафативме некој правец кој не доведе до катастрофата од 2001 година. Многу малку знаат дека 2001 година јас бев на страната на решението на Борис Трајковски и многу малку знаат дека бев човекот кој побара одговорност во партијата за стилот на кој беа претходно спроведените избори 99 година. Така да тоа ми е природно мене во карактерот. И природно беше 2009 и 10 година кога видов дека господин Огруевски комплетно ги напушта заложбите за кои се договоривме дека работиме, а тоа е преродбата, да се спротиставам на она што се случуваше и тоа спротиставување настана 2010 година на Битолскиот конгрес, кога беше официјално приватизирана ВМРО ДПМН од семејството Груевски, би го нарекол. Отоаш вие започнавте граѓанските активисти да нарекувате фамилијата. На нас не ни беше пријатно во ВМРО ДПМН тоа да го слушаме. Иако бевме внатре во ВМРО ДПМН сосема свесни и знаевме што се случува, действувавме колку можеме и не можеме да направиме тоа. И јас се сеќавам дека се обидовме да направиме реформи 2014 година во ВМРО ДПМН. И тоа беше мако трпно. Ке направевме еден тим,
ќе се распаднеше тимот. Ќе направивме друг тим, ќе се распаднеше. Но ќе остане еден-двајца активисти верни на сознанието дека може да се направат некои промени во политичкиот спектар во земјата. Али само самата партија пред се внатре. И тоа така се развиваше како една лавина, една топка, почнавме од едно бебешко топче, снежно, па тоа се правеше, доби она топка на ефект, како се вика, на ефект на снежна топка. И така дојдовме до заселување, за да како не попуштаа стегите на дојдите, тоа е погрешно. Не попуштаа стегите на власта. Растеше граѓанскиот отпор. Како растеше надворешно граѓанскиот отпор против тоа случување, така внатре во партијата на нас стануваше полесно таа топка да се омасови, таа лавина да се проширува. Можеби не викам дека сме ние безгрешни или сме суперхерои, ние сме грешници и обични смртници. Можеби одбравме погрешен момент, можеби избравме и погрешен метод. Многу мина рекоа, ние сме со вас, но не се приклучуваме, бидејќи методот не ви е исправен, пристапот. Што ги респектирам. Можеби е точно, можеби е изговор, но исто така има луѓето право, што не се вклучиле јавно, бидејќи беше страшно. Се случуваше да луѓе се плачат да се поздрават со нас на улица после првата пресконференција.